Ова е смет собиран 5-6 дена. Гледате како има различни кеси, различно ѓубре и така натаму. Значи од повеќе денови е собиран сметот. Ај да ја следната слика. Еве у 5:30 нашиве го собрале ѓубрето. Значи пред завршување го стикаат. И сега гледате на денот на ВМРО, са бајле у 8 саат да видите колку смет има. И контейнерите гледате колку смет има. Контейнерите празни, а околу се ѓубре. Од 5:30 попладне до 8 саат са бајле имаме 3 пати повеќе ѓубре него пред да го очистат претходниот ден. И ги гледате ова кесите. Човек што работи во Дризла зема јараши сликата и Стефче. Ова не е комунален смет. Ова е смет од фирми, донесен овде, измешан со малку комунален. Гледате, кесите се претежно плави и бели и гледате колку хартија има, овие пакети и така натаму се е тоа, ова вика најмногу корпоративен, многу малку има смет комунален. И ги гледате како се овие 5 контейнери празни. Да. Значи ова е дојдено и стоварено, контейнерите се празни. И што е проблемот? Јас овде ова му го кажувам на еден пријател и тој ми кажува дека неговиот комшија ноќе во 4 саат не му се спиело, си направил чај, седел на тераса, си пиел чајот и кажува дека дошло камион со ѓубре и овде го истоварило ѓубрето. Тоа е ова ѓубре и са бајлето овде се слика Сотир и Орце. Гледате со новиот дела господата облекле као селски деца за на лекар се дотерале. Ова е ВМРО ѓубреџиска. Јас кажав еднаш и ќе повторам во недела, во суштина за скопјани, особено за скопјани, не е ден за гласање, туку е тест за интелигенција. Дали оние кои што 4 години го малтретираат Скопје, главниот град на државата и скопјани, ќе им дозволиме да, благодарение на тоа малтретирање, да ги наградиме со уште еден мандат.